Обновливите извори на енергија се единствениот начин за добивање еколошка енергија и единствениот начин за спречување на загадувањето и последиците од климатските промени кои што наголемо ги живееме. Во мигови кога имаме енергетска криза, добро е да се зборува за тоа дали имаме алтернативи и дали овие алтернативи знаеме како да ги употребуваме. На оваа тема разговараме со господинот Илија Насов, председател на Соларната асоциација на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата, поздрав до вас, до вашите гледачи. Пред година и половина, кога започна целата оваа здравствена криза, бевме фокусирани на здравието, бидејќи не знаевме што ни носи пандемијата, но многу експерти од различни подрачја предупредуваа на попатни кризи кои ќе ги носи самата пандемија во секој сегмент од општественото живење, па еве, по година и половина, затекнуваме енергетска криза. Првото прашање ми е поврзано со целата ситуација која што во моментов ја живееме, а е поврзана со енергетската криза. Можеше ли да се превенира со користење на сончевата енергија? Потполно се сложувам дека ковид пандемијата има големо влијание на енергетската криза, но исто така да кажеме дека не е само ковид пандемијата, него во прашање е малку покомплексно прашањето, затоа што и други фактори, како климатските промени, што овој вашиот прилог беше навистина многу добар, климатските промени и активностите што треба да се преземат, кои што секогаш се со финансии поврзани, ако има време ќе зборуваме и за тоа, тоа исто така беше еден од факторите кои што влијаеше за енергетската криза, а пак сите тие финансии кои што беа употребувани и за ковидот, и за климатските промени, па доведоа до економски последици, па кои што влијае па на цената на струја. Така да тоа се меѓусебни поврзани фактори кои што влијае на оваа енергетска криза. Прашањето дали можеше сончевата енергија да превенира во овој момент, за нас зборувам сега за нашата држава, за Македонија, да, можеше, но тоа е долгорочен процес и во овој момент, ако се види дека само помалку од 1% е произведена електрична енергија од фотоволтаичните централи, сигурно дека тој 1% не може големо влијание да има. Но ако има прашање дали може, тогаш е веќе друга состојба. Ќе дојдеме и до тоа. Податоците говорат дека во Македонија околу 50% од електричната енергија се произведува од термо и хидроцентралите. Она што ме интересира, има ли можност да речеме со комбинирани извори на енергија да се обезбеди потребното количество на електрична енергија за да се снабдува целата држава? Сега ова е многу интересно и многу добро прашање. За да се одговори на ова прашање, многу е добро да се виде извештајот од регулаторна комисија за 2020 година, кој што кажува точно колку енергија е потрошено, каде е структурата енергијата, што се произведува, од кои извори на енергија се произведува. На тој начин одма се доаѓа до сознание колку се произведува од овие што ги кажувате вие комбинирани обновливи извори на енергија. За жал во Македонија и покрај последните години што се направи голем исчекор во производството на електрична енергија од фотоволтаици, се инсталира околу 30 мегавати, можеби сега и повеќе, тоа е многу малку. Сите тие се не повеќе од 3-4% во вкупната производство на електрична енергија, зборувам за обновливите извори на енергија. И сега, ако се внесат тука и малите хидроцентрали, ако се внесе и енергијата од ветерот, ветерните централи, биомасата, како што видовме тука, тоа е веќе потенцијал заедно со хидроцентралите мали големи, околу 30%, што веќе можам да речам дека не е толку лошо, но секако дека недоволно во овој момент. Сега, дали може на прашањето во иднина да се огромен дел од електричната енергија произведува обновливи извори на енергија? Јас се занимавам со оваа проблематика повеќе од 15-20 години и можам слободно, компетентно да кажам дека може. Имаме доволно ресурси. Сончевата енергија, и вие кажавте тука, има за 1 час ја зрачи земјата со сончевата енергија доволно за 1 година да се користи. Така да не исцрпен извор на енергија, а Македонија па спаѓа во регионите кои што има исклучително добро сончево зрачење. Значи, ако тој потенцијал се искористи со долгорочна стратегија, во Македонија не е проблем да се инсталираат 500-600 мегавати. Тоа е веќе солидна
солидна инсталирана снага. Ветерна енергија, ако се инсталира слично толку, биомасата, и вие кажавте во вашиот прилог, тоа е огромен потенцијал на Македонија, бидејќи тоа е отпадна енергија, која што наместо да се испушта во атмосферата, се користи како гориво или како согорување, кое што дава електрична енергија. На крајот, да, одговорот е во колку овака се направи една долгорочна стратегија со квалитетна комбинација на обновливите извори на енергија. И вие, како што кажавте, комбинирани обновливи извори на енергија, одговорот е без дилема дека имаме доволно ресурси и можности да се искористат овие обновливи извори на енергија и да се добие над 50-60% електрична енергија, што е солидно. Живееме енергетска криза, попатно живееме и климатска криза, која што ги дигна светските лидери на нозе на последниот самит во Глазгов, на кој што се бараат решенија како може да ја спасиме земјата за нас и генерациите кои што следуваат. И тука се чини дека треба да и се посвети многу внимание на сончевата енергија како најеколошки извор на електрична енергија. Многу сум задоволен што ми го поставивте ова прашање, бидејќи јас повеќе години работам, па дури напишавме книга, јас и двајца универзитетски професори за климатските промени и решавањето на климатските промени преку обновливите извори на енергија. Да, КОП-26, или тоа е конференција на Обединетите нации за климатски промени во Глазгов, што сега беше, е една од најзначајните конференции, ама 26 години веќе се одржаваат тие конференции. Претходно беше како најзначајна Париз во 2015 година, каде што се поставија не само причините и генералните обврски на планетата Земја за да се спаси од катастрофа. Не постои поголема катастрофа на Земјата ако не се решат климатските промени. И во Парискиот договор веќе се превзедоа и обврски. Секоја подписничка на тој Париски договор имаше обврска за 5 години да даде и план, и програма, и реализација, и извештај што се направило. Сега, ако се вратиме сосема во една реченица назад, генезата на овие климатски промени или глобалното загревање, тоа е после индустријската револуција, каде што ненормално почна емисија на стакленички гасови, кои што во атмосферата допринесоа да се концентрацијата толку зголеми, што сончевото зрачење земјата го примаше, но тие имаат карактеристика да го рефлектираат инфрацрвеното зрачење или ладењето на земјата. Со тоа се отежна ладењето, бидејќи го рефлектираат тоа зрачење и на тој начин температурата растеше. Во колку не се стопира температурата со помалку од 2 степени во однос на пред индустријската револуција, земјата со сигурност ќе доживува најголеми катастрофи. Топење на мраз, зголемување на нивото на водите, понатаму поплави, суши, изумирање на животни. И тоа е голема приказка и голема сторија што треба да се каже. Сега за Глазгов. Значи, Глазгов, според тоа што јас можам да кажам, е една од најуспешните конференции и покрај тоа што сите очекувања не се постигнаа. Например, во Глазгов прв пат се кажа дека максимално дозволено загревање на земјата е 1,5%, 1,5 степен во однос на прединдустријската револуција. Тоа е голема работа. Претходно во Париз беше 2 степени. Понатаму, за прв пат Америка и Кина подпишаа согласност за намалување на искористувањето на јагленот и гасот, што претходно не можеше да се постигне. Така да тоа е голем допринос. На оваа конференција прв пат се донесе и исклучително голема директива дека метанот и азотните оксиди, кои што е резултат на фармите, одгледување животни и така натаму, и со десетици и стотици пати се по-големи загрева, тоа се вика глобално загревање на тие гасови, е поголемо во однос на CO2, а CO2 го сметаме како најголем. Сето тоа во заклучоците од Глазгов се донесе, се подпишаа тие договори и уште едно за Глазгов, мислам дека тоа ќе биде многу интересно, а тоа е дека се постави прашањето како да се решат овие. За тоа се потребни финансии.
земјите во развој, како што е Македонија, и земјите, регионите погодени од климатските промени, тоа е навистина голем проблем, затоа што тука треба повеќе од 20% од националните буџети да се употребуваат за климатски промени. Ако тоа не го финансираат развиените земји, тогаш доаѓа до огромен проблем. Европска Унија во овој момент, и тоа да го кажам, одвои над билион милиарди за решавање на овие и ковид кризата, и здравјето, и заштита на околината, и климатските промени. Но климатските промени прв пат се чини, бидејќи до известно време ги доживувавме многу апстрактно ние граѓаните. Ова лето, чинам оваа година, прв пат ги почувствувавме и прв пат и ние се запрашавме а што ќе биде за 15, 20, 30 години од сега, па се чини дека и нашата реакција дополнително ги поттикна светските лидери. Барем такво е моето чувство. Нашата реакција, мислите на македонските? Генерално зборам за светската реакција, видите, граѓаните. Во колку не се решат последиците од климатските промени или од глобалното загревање, тука последиците ќе бидат толку катастрофални. Например, јас цели градови, може да ви кажам, со зголемување на нивото на морето, на морињата и океаните, ќе ги снема. Островските држави. Островските држави. А да не зборуваме цунами, суши и така натаму. Тоа е огромно. И Европа го доживеа првиот ураган. До сега не се случило на тлото на Европа тоа да се... Оноа што сакав да кажам, претходно испуши за Глазгов. Европа ќе биде лидер во климатските промени. Европскиот континент, они имаат зацртано цел дека треба да биде со нула емисија на стакленички гасови во 2050 година. Тоа се навистина огромни цели, но тие коштаат. Нашата земја, според податоците, спаѓа меѓу најпогодните региони за користење на сончевата енергија, бидејќи имаме многу сончеви денови, но кај нас, споменавте и вие, низок е процентот на искористеност на сончевата енергија. Можеби тоа се должи на тоа што граѓаните во принципи не знаат како функционираат сончевите колектори. Многу прашалници од типот на тоа, да речеме, дали функционираат ноќе, за каква точно инвестиција станува збор, па за колку време ќе ни се врати истата. Сега, на ова прашање имам навистина многу што да зборувам, но нашата соларна асоциација, која што брои 80 членови, тоа се воглавном експерти од сите видови на сончеви технологии, фотоволтаици, соларни термални колектори и сега најновите што и ние ги произведуваме се фотоволтаични термални хибридни колектори кои што произведуваат и електрична и топлинска енергија. Ние посветуваме многу големо влијание како соларна асоциација за подигнување на свесноста кај населението што значи искористувањето на сончевата енергија, што значи искористувањето и за електрична и за топлинска енергија. Исто така имаме огромен број на активности за подигнување и на свесноста и поттикнување на институциите да има адекватни мерки, стимулативни, субвенции, облигаторни и така натаму. Само еден податок да ви кажам. Сите околу Македонија и земјите што имаат многу помало соларно зрачење, Македонија има веќе тука сигурно на највисоко ниво, и Грција која што има уште поголемо, сите имаат облигациони мерки, имаат субвенции, каде што десетици, 50 пати, да речеме, во Австрија поголемо искористувањето на сончевата енергија. Значи, за тоа е потребно активности и ние тие ги правиме. Но исто така, Соларната асоциација на Македонија, како резултат на сите наши активности, ние последните 2-3 години направивме и обуки. Нема искористување на сончева енергија ако немате обучен кадар. И ние направивме обуки и за инсталатори за сончеви колектори и фотоволтаични панели, и тие се здобија со верифицирани дипломи. Ние сме исто така верифицирани за да даваме дипломи за завршени овакви курсиви со такво знаење. Ги споменавте субвенциите, имаше, да речеме, реакции во однос на субвенциите, дека од една страна позитивни, добро е да ги има, но од друга страна не се прецизно дефинирани што точно покриваат. Навистина, вие сте ја прателе оваа проблематика многу добро и можам слободно да ви кажам дека тука еден од големите проблеми во Македонија за комплетното искористување на сончевата енергија. Субвенциите се релативно малку. Тие се 80.000 евра за цела година. Тоа е многу мал буџет за тоа.
Но уште полошо е што нема критериуми по кои се даваат субвенциите. Например, сега во Македонија се инсталираат најнеквалитетните колектори, термосифонски, без гаранција, без квалитет, без сертификати и така. Ние само што бараме цело време е да се дефинираат критериумите по кои се даваат субвенциите како во цел свет. Значи, во тој случај, потрошувачот ќе ги осети правите бенефити од соларната енергија, бидејќи ќе има гаранција, ќе има сертификати, ќе има квалитет и така натаму. Така да тоа се најште заложби и одма да кажам, тогаш населението ќе осети дека за неколку години ќе ја врати инвестицијата и после 20 години има бесплатна енергија. Огромен дел од електричната енергија се троши за загревање, за санитарни потреби, за загревање на простор, ладење на простор. Сето тоа сончевата енергија со најнови технологии може да се реши и со ладење со соларна енергија. Тукму затоа акцент сакам да го ставиме и на индивидуалните домаќинства, приватните компании, моловите, фабриките кои што за одредена сума која што на почетокот за инвестиција треба да ја издвојат, на долг рок многу ќе заштедуваат. Потполно е точно тоа што констатиравте, но сега пред неколку години со новиот закон за енергетика се отвори можност домаќинствата да инсталираат и фотоволтаични панели до 4 киловати, што е малку, и компаниите да инсталираат до 20 киловати, исто така што е малку. Така да тие, кога имаат вишок, ја продаваат, кога има потреба, купуваат од мрежата, но сега па со овие новите, да кажам, соларни термални фотоволтаични термални колектори кои што даваат и струја и топла вода, ова е идеален начин да едно домаќинство или компаниите ги задоволат и електричната енергија, потребите и топлинската енергија. Но тоа е малку поширока тема. Но прашање кое што исто така односно одговорот на прашањето кое ќе им биде од корист на нашите гледачи е колку треба да внимаваат од каде ќе набават соларен панел, бидејќи би сакала да дознам колку се следат и технологиите во оваа сфера во нашата земја и на што да се внимава еве кога ќе се одлучат за набавка на соларни панели. Прашањето е исто така одлично, еве зошто. Ако во сите светски извештаи кај што и ние учествуваме како соларна асоциација, соработуваме со нив, се гледа каде е местото на Македонија со искористувањето на сончевата енергија скоро на најниско место. Ако зборуваме сега па на вашето прашање, со кои технологии располага Македонија, одма да ви кажам дека на највисоко ниво. Например, еве сега, да кажам еден податок, дека ние влеговме во најновиот европски проект за развојно истражувачки проект со најголемите институти на Европа, а тој се вика Nearly Zero Energy Building, или всушност најголемите потрошувачи на енергија се зградите. Сега, ако тие ги направите да практично нула имат потрошувачка на електрична енергија или било кој друг извор на енергија, а имаат за себе доволно енергија, тогаш огромен број, огромна количина од електричната енергија се намалува. Значи тоа е нов правец како да се искористат најнови технологии. Понатаму овие што и кажавме сега хибридните колектори кои што даваат и електрична и топлинска енергија, но оноа што јас сакам да го кажам дека во Македонија кога би се користела исто така овие сите нови технологии, посебно Solar District Heating. Тоа е во Хрватска сега се гради најголемиот Solar District Heating, кој е огромна помош на намалување на електричната енергија. Тоа се огромни површини и огромни количини на топла вода која што за време на летниот период се акумулира и понатаму се користат за потребите на индустрија, на загревање или на пример централно грејење и така натаму. Оноа што го напомнав околу новите технологии и ние веќе почнеме да работиме, бидејќи навистина работиме голем број на европски проекти, тоа се Solar Heating and Cooling. Или соларната енергија да се користи не само за загревање, не само за електрична енергија, него и за ладење. Ги споминавте стамбените згради како неголемиот, да речеме, потрошувачи на електрична енергија. Многу често, да речеме, станарите во стамбените згради прашуваат кој е принципот на кој што тие би требале да се организираат за да постават соларен панел. Индивидуално е, колективно е, каде би ги поставиле, колку панели би биле потребни, да речеме, за да се обезбеди цела зграда? Видете, тука е потребно некоја додатна регулатива. Еве сега да кажам дека ние инсталиравме овакви хибридни системи во Полска. И тоа во 3-4 згради, каде што они се презадоволни. Ама таму има
најверојатно подобра регулатива. Инсталиравме во Бугарија, инсталиравме во Дубај сега еве одиме и така натаму. Значи, овоа што вие го поставувате, кога станарите би можеле да се добро организираат и да можат да си ги дефинираат сите обврски и права, да кажам, во тој случај со овие нови технологии што ви кажам, сега Nearly Zero Energy Building, не само што се користи кровот, но се користат и фасадите. И бидејќи кровот е релативно мала површина за една зграда, но фасадите, тоа е огромна површина на јужните фасади. Тоа ние сега го работиме и мислам дека тоа би било многу голема придобивка во Македонија ако почнеме некако на тоа да работиме повеќе на таа тема. Значи, одговорот е да, станарите можат тоа да го направат, но релативно е тешко. Кај не да си бидеме објективни. И затоа ќе го завршиме разговорот онака како што го почнавме, што државата може да стори за да превенира идни енергетски кризи, како треба да се справува со производството на електрична енергија во годините кои што следуваат? Со апдейтување на стратегиите, Добра. Македонија има стратегија и генерално таму се наброени целите, но сега веќе со новите, па еве почнавме со КОП-26 во Глазгов, тука веќе нема дали сакаме или не сакаме. Тоа се директиви кои што мораме да ги спроведеме. Значи, Македонија има доволно ресурси за обновливи извори енергија и ако се инсталираат барем 10 пати повеќе во однос на сегашноста, а тоа е можно, бидејќи има интерес, бидејќи има интерес и од приватни и од секакви облици на финансирање, тоа Македонија ќе ја спаси затоа што таа енергија е македонска енергија. Јас искрено се надевам дека ако во моментов има не цел 1% на искористеност на обновливите извори на енергија, веќе од соларна енергија. Од соларна енергија зборуваме, да, од соларна енергија, дека веќе во следното гостување ќе имаме за 50% зголемен интерес? Па ако веќе планирате следно гостување, а тоа ако биде после 2 години, тогаш јас верувам дека ќе биде неколкукратно поголемо, така да може би и бројката од 10%. Бидејќи сега веќе не зборуваме за тоа како би сакале, него како треба да ја видиме иднината за нас и генерациите кои што доаѓаат. Ова се последните шанси, можности. Добро кажавте, во Глазгов тоа беше една од паролите во Глазгов, дека ово е последниот вагон од последниот воз за да се спасе планетата Земја. Господине Насо, благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Ние секако ќе се гледаме и во периодот кој што следи. Ви благодарам и вас, навистина ми беше пријатно на оваа тема да разговарам. Благодарам. Благодарам.